Жителите на Дабиле бараат помош од граѓани со искуство и соодветна опрема за да се најде телото на нивниот сожител, кој пред речиси една недела исчезна во водите на браната кај селото Дрвош. Од вчера тие самоиницијативно се организираат и прават потрага во браната, откако надлежните служби не успеаа поради големата матност на водата да го лоцираат телото на 29 годишното момче. Ете, од хумана гледна точка, навистина осеќав потреба да ви се обратам со цел да разбудам некои емоции и чувства кај вас, за да се помогне да се пронајде 29 годишното момче кое што се удави во оваа брана позади мене во минатата недела, значи денеска е веќе 6-ти ден. На моја иницијатива и на иницијатива на неколку граѓани од село Дабиле беше започната акција со која што ете денеска, како резултат на таа акција, ние денеска се собравме тука на браната во покрај село Дрвош со цел нели да реализираме некакво си пронаоѓање на телото во име на фамилијата на исчезнатото момче и во име на сите граѓани од село Дабиле. Апелирам до сите вас кои што се чувствувате дека сте способни за пронаоѓање на телото, за да придонесете кон пронаоѓање на телото во наредните неколку денови да ни се вклучите во оваа акција, бидејќи навистина ќе не бидете од огромна помош со исто така нели доколку имате и уреди за пронаоѓање на тие ги викаат fish finders на англиски, меѓутоа не знам на македонски се викаат сонари. Значи доколку некој од вас поседува некои софистицирани по напредна технологија на сонари да ги донесат тука со цел да ни помогнат во потрагата. Мила е една од иницијаторите на потрагата. Таа вели дека граѓаните се загрижени и сакаат да се помогне да се реши случајот со исчезнатото момче. Неофицијално тоа се капело во водата на браната и во еден момент се изгубило од површината.